Жителите на село Владимирово Беровско секоја утро за да ги извршат своите основни секојдневни обврски, се молат да не заврне дожд или снег, за како што велат тие да можат да излезат и да не скршат некоја коска. Оставени на милост и немилост на времето, одвоени од нормалниот начин на живот, се борат со тешките услови за кои надлежните ништо не преземаат. Улица Димитар Влахов, или како што вели жител од истата, кал до колена, е местото каде што не може да дојде ниту амбулантно возило, па доколку дојде до незгода 100 до 150 метри треба да се оди пеш, а луѓе во години. Пред неколку дена дождот ја уништил улицата, сега снегот ја покрил со кал, па едва и се минува. Само браздите од тракторски гуми јасно стојат овде, бидејќи и тракторот е единственото моторно возило кое најчесто може да се забележи. Ставија една земја како глина, леплива, кога е суво, прашина по 3 прста има на колата, на вратниците, на вратите, се тоа, а кога е кално, се лепи и не можеш да одиш ни пешки, ни со кола, ни со ништо. Тука се движат повеќе возила, поготово трактори, тоа од големите трактори. И покрај навременото плаќање на сметките за комунални давачки, не доаѓа ни возило за собирање на смети и отпад. Комуналната такса си ја плаќаме редовно, секаде одат собираат ѓубрето, тука возило не е дошло, а плаќаме редовно како и другите. Јас вреќата со ѓубрето ја зимам и кога одам за Берово ја фрлам во континерите во Берово или на чаршијата во нашето село. И поради тоа сме принудени неспособноста на градоначалникот да излегне у сусрет. Овие жители повеќе пати поред имаат барано помош, апелирајќи до надлежните на секаков начин. Проблемот не е нов и е познат, бидејќи помош е побарано и преку неколку медиуми, преку социјалните мрежи. Овој пат не контактираа и нас. Побаравме одговори од надлежните. Улицата е нискофреквентна улица и реакцијата е само единствено од еден граѓанин од оваа улица. Местното население истата никогаш ја нема истакнато колку приоритет. Меѓутоа на неговата реакција, минатата година истата е тампонирана и е прилагодена да биде проодна, а незадоволството на граѓанинот и понатаму продолжува. Во моментот е донесена програмата за изградба на улици и патишта за 2021 година и истата, во оваа програма не е предвидена за целосна реконструкција. Ви кажав дека сепак, програмата, сите програми се прават по претходна консултација со местното население или со група граѓани, се собираат повеќе средби и не е истакната како приоритет. Меѓутоа тоа не значи дека прва прилика штом се создадат услови, дека улицата нема да биде ставена во програма и да се продолжи кон изработка на проектна документација најпрво, па понатаму и да се пристапи со реализација на истата. Во програмата за 2021 година во село Владимирово е предвидена да биде изградена улица Брашнавска.